Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе завршиме со обработка на глава 26 и ќе обработиме дел од глава 27 од книгата Дела. Контекстот е следен. По повеќе од 2 години поминати во еден вид на затвор во Кесарија, апостолот Павле има прилика да се обрати пред царот Агрипа и да ја каже својата страна од судскиот процес кој се води против него. Но, ова не беше официјално сослушување, туку неформален состанок. Откако Павле му го изложи евангелието на царот и го праша дали верува во пророците, забележете како Агрипа реагираше. Стихови 28 и 29. Агрипа му одговори на Павле: "Уште малку, па ќе ме убедиш да станам христијанин." А Павле рече: "Би му се молел на Бога и за малку и за многу, не само ти, но и сите што ме слушате денес, да станете такви каков што сум јас, но без овие окови." Царот Агрипа свати што е желбата на апостолот Павле и самиот тој да поверува и да стане христијанин. Затоа му вели: "Уште малку, па ќе ме убедиш да станам христијанин." За мене Агрипа е еден од оние луѓе кои, за жал, за малку ќе станеа христијани. А такви ги има многу, верувајте ми. Голем е бројот на луѓето кои го слушнале евангелието, сваќаат дека во него има вредност, но сепак не одлучуваат целосно да го прифатат. Тоа е голема трагедија, кога една личност е толку блиску до Божјото царство, а сепак не е дел од него. Павле беше искрен со Агрипа и му кажа дека неговата желба е не само тој, туку сите што го слушаат да станат христијани. Замислете, човекот кој години предходно како фарисеј ги угнетуваше и прогонуваше христијаните, сега стои пред владетели и во лице им кажува дека неговата молитва е и самите тие да ја прифатат христијанската вера. Човекот кој правеше се што може за да ја угаси верата на христијаните, сега прави се што може за да ја поттикне верата кај неверните. Христос направи огромна промена во животот на Павле и тоа им беше јасно на многу луѓе. Некои, како Фест, мислеа дека Павле полуде. Голем дел од јудејците го сметаа за предавник и еретик, но Павле знаеше дека неговиот живот е допрен од Бог и дека промената која се случи во него е искрена и длабока. Знаете, кога ќе тргнете по Божиот пат, некои луѓе ќе мислат дека сте полуделе, други ќе мислат дека сте религиозни екстремисти и така натаму, но немојте да дозволите тие мислења да ве предомислат. Продолжете да чекорите по Христовиот пат, независно што другите велат. Како реагираа присутните кога Павле им кажа дека сака сите да станат христијани? Дали ја прифатија верата и почнаа да го следат Исус Христос? Стихови 30 до 32. Кога го кажа тоа, царот и наместникот верники и оние што седеа со нив станаа и откако се повлекоа настрана, зборуваа меѓу себе и велеа дека тој човек не прави ништо што заслужува смрт или окови. И Агрипа му рече на Фест: "Овој човек можеше да биде ослободен ако не беше посакал суд пред царот." Затоа наместникот реши да го испрати пред царот. За жал, присутните не го прифатија повикот на Павле за да станат христијани. Лука не ни ги дава причините за таа нивна незаинтересираност за евангелието. Дали подоцна во животот ја прифатија верата, не можеме да знаеме со сигурност. Но, пред себе го имаа еден од највлијателните луѓе во тоа време, а сепак не го препознаа, ниту пак ја сватија вредноста на зборовите кои им ги кажува. Интересен е коментарот на Агрипа во однос на Павле. Тој вели: "Овој човек можеше да биде ослободен." Односно, тоа значи дека според него Павле е невин.
Но Павле не беше ослободен, затоа што самиот тој посака да му се суди во Рим. И од тој момент никој друг не можеше да му даде каква било пресуда освен властите во Рим. Дали Павле погреши со тоа што побара да му се суди во Рим? Некои луѓе сметаат дека направил голема грешка, но јас верувам дека сето тоа беше дел од Божиот план. Не само тоа, туку претходно Павле во посланието до римјаните побара христијаните од Рим да се молат за него, за да му се даде прилика да ги посети. На некој начин одењето во Рим беше исполнување на желбата на Павле. Сега доаѓаме до глава 27. Би сакал да дадам краток вовед. Во одредена смисла, оваа глава го опишува четвртото мисиско патување на апостолот Павле. Во одредени аспекти, ова патување беше различно од другите. Првите 3 мисиски патувања, Павле беше слободен човек, кој можеше да се движи каде сака. За време на ова мисиско патување, тој беше затвореник, кој имаше слобода на говор, но не и слобода на движење. Но апостолот знаеше дека оковите на неговото тело не можат да го држат евангелието во окови, и затоа, каде и да одеше, го споделуваше евангелието. Не само тоа, туку самиот тој во Филипјаните, глава 1 стих 12, вели дека сите нешта кои му се случија придонесоа за напредокот на евангелието. Друг аспект во кој што ова патување е поинакво е фактот што овој пат Римската империја беше одговорна за неговиот пат, односно Павле патуваше на сметка на империјата, бидејќи е нејзин затвореник. Во оваа глава од книгата Дела, Лука ни дава извештај за патувањето на Павле, како и за препреките со кои се соочија патниците на бродот кои пловеа заедно со него. Патем, овој опис на пловидбата од Кесарија до Рим е еден од најописните извештаи за ваков вид на патување од античкиот свет. Кога ќе почнеме да ја читаме глава 27, ќе забележите дека Лука е доста детален во начинот на кој опишува како патниците стигнаа во Рим и кои места ги посетија попат. Да почнеме со читање на текстот. Глава 27, стих 1. Кога беше одлучено да отпловиме за Италија, Павле и неколку други затвореници ги предадоа на еден стотник по име Јулиј од царската чета. Ова е опис на почетокот од пловидбата. Стихот ни открива дека беше донесена одлука да отпловат за Италија, но не ни кажува колку време помина од говорот на Павле пред Агрипа до моментот кога беше донесена одлука да се плови во Италија. Одговорен за Павле и за неколку други затвореници беше стотник по име Јулиј. Тоа значи дека негова одговорност беше да се осигура дека затворениците ќе стигнат безбедно во Рим. Останатите затвореници кои патуваа со Павле беа вистински криминалци, а Павле беше човек за кого немаше конкретно обвинение кое би се сметало за зло пред римскиот закон. Некои од затворениците беа праќани во Рим за да им се суди, други за да бидат погубени, а некои за да се борат како гладиатори. Ова беше одлична прилика за апостолот Павле да го сподели евангелието со своите сопатници. Овие луѓе беа вистински затвореници, не само во телото, туку и во духот. Верувам ќе се сетите како Господ Исус кажа дека дојде да ги ослободи затворениците, односно оние кои се духовно заробени од гревот. Ќе продолжиме со читање на текстот, стих 2. Се качивме на еден адрамитски кораб, кој требаше да плови покрај азиските места, и така отпловивме. Со нас беше Аристарх, македонец од Солун. Ако имате можност да најдете мапа од ова патување, ќе забележите дека кога тргна од Кесарија, бродот на кој се наоѓаше Павле
прво пловеше кон север и стигна до градот Сидон, кој се наоѓаше во Сирија, а потоа продолжи со пловидбата кон запад. На крајот од стих 2, Лука вели дека со нив бил и Аристарх, македонец од Солун. Станува збор за пријател и сопатник на апостолот Павле. Можеби беше човек кој ја прифати верата поради проповедите на Павле, но ова не е единствен стих во кој неговото име се појавува. Во Колосјаните, глава 4, стих 10, Павле вели дека Аристарх е во затвор со него, а во Филемон, глава 1, стих 24, го нарекува свој соработник. Стих 3. На другиот ден стигнавме во Сидон, и Јулиј, кој постапуваше со Павле човеколюбиво, му дозволи да појде до пријателите своји за да се погрижат за него. Очигледно е дека стотникот Јулиј беше благонаклонет кон апостолот Павле. Му даде толку голема слобода, што Павле имаше можност да се види со неговите пријатели кои живееа во градот Сидон. Не ми се верува дека овој третман бил својствен за сите затвореници на Рим. Стих 4. Кога тргнавме оттаму, пловевме по заветрината на Кипар, бидејќи ветровите дуваа спротивно. Кога Лука вели дека пловеле по заветрината на Кипар, тоа значи дека бродот се наоѓал некаде на југ, а кога вели дека ветровите дуваа спротивно, тоа значи дека има северни ветришта. Стих 5. И откако го препловивме морето покрај Киликија и Памфилија, стигнавме до Мира Ликиска. Верувам ќе се сетите, но Киликија и Памфилија беа места кои апостолот Павле ги посети за време на едно од неговите мисиски патувања. По некое време Варнава, соработникот на Павле, мина за да ги посети христијаните во тие градови. Не само тоа, туку областа Киликија е важна затоа што во неа се наоѓал и градот Тарс, родното место на апостолот Павле. Стих 6. Таму стотникот најде еден александриски кораб, кој пловеше за Италија и не префрлија во него. Ова значи дека патниците го сменија превозот. Се качија на еден александриски кораб кој пловеше кон Италија. Не знаеме која е причината за промената на коработ. Можеби првиот со кој пловеа не беше упатен кон Италија. Стихови 7 до 9. И пловејќи полека многу дни, одвај стигнавме до Крит. Бидејќи ветрот не спречуваше да влеземе таму, допловивме под Крит покрај Салмона. И откако со мака пловевме покрај неа, стигнавме до едно место наречено Добри пристаништа, близу кое се наоѓаше градот Ласеја. Откако мина многу време и пловењето стана веќе многу поопасно, а и постот беше веќе минал, Павле ги опомена. Очигледно е дека бродот со кој патуваа Павле и Лука најде на силни ветришта и бури, и поради тоа движењето на бродот беше отежнато. Предпоставувам дека Павле немаше никакво искуство кога станува збор за управување со брод, но сепак имаше нешто да каже. Стихови 10 и 11. И им рече: гледам луѓе дека пловењето ќе биде мачно и со голема штета не само за товарот на коработ, туку и за животите наши. Но стотникот повеќе му веруваше на кормиларот и сопственикот на бродот, отколку на зборовите Павлови. Ова е логична реакција од страна на стотникот, зарем не? Кога би се нашле во бура, и вие повеќе би му верувале на капетанот на бродот, отколку на некој верски учител. Во следната епизода ќе видите дека сепак на крајот Павле испадна во право, а не капетанот на бродот. Но оваа бура не соочува со едно многу важно прашање, а тоа е следното: кон кого се обраќа светот кога се соочува со бури? Кон експертите или кон Божите луѓе?
Со години наназад, светот мисли дека политичарите, економистите, борците за човекови права и научниците се луѓето кои треба да кажуваат што треба да се прави и кои чекори да се преземат за да излеземе од кризите својствени за човештвото. Но, не сум сигурен дека нивните совети се секогаш на место. Кога станува збор за духовните и морални бури низ кои минува човештвото, верувам дека најсоодветните луѓе со кои треба да се советуваме се оние кои искрено се надеваат на Бог и имаат блиско заедништво со Него. Не ме сваќајте погрешно, јас не ја оспорувам важноста на професиите кои предмалку ги набројав. Верувам дека ни се потребни економисти, научници, борци за човекови права, па дури и политичари кои ќе дадат свој удел во тоа што се случува во светот. Но да не ги заборавиме и Божјите пророци, кои секогаш имаат важен увид за кој најчесто другите не се ни свесни. Стихови 12 и 13. А бидејќи пристаништето не беше погодно за презимување, многумина изјавија дека сакаат оттаму да отпловат, ако е можно, до Феникс, критското пристаниште, кое се наоѓа спроти југозападниот и северозападниот ветар, и таму да презимуваат. А кога дувна југот, тие помислија дека можат да ја остварат својата цел, ја кренаа котвата и запловија покрај Крит. Лука вели, тие помислија дека можат да ја остварат својата цел, но, како што ќе видиме во следната епизода, нештата не одеа онака како што стотникот и капетанот на бродот посакуваа или очекуваа. На крајот, тие сепак ќе се советуваат со апостолот Павле. Како што предходно спомнав, на човештвото не му се потребни само експерти од секуларниот свет, туку очајно му се потребни и Божји луѓе, кои ја знаат Божјата волја, живеат во неа и умеат другите да ги насочат кон тоа што на Бог му е угодно. Многу често експертите од овој свет имаат одреден план и замисла, но на крај се соочуваат со нешто поголемо од себе и нивните планови, предпоставки и очекувања остануваат неисполнети. Затоа ни е потребно да го препознаеме и следиме Божјиот план. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.